Се наоѓаме во просториите на Занаетчиската комора заедно со Анита Атанасовска, извршниот директор на самата Занаетчиска комора. Добар ден, господја. Добар ден. Како што нели и порано јас дојдов да ја побарам листата на занаетчиите за да направиме еден заеднички благодарение на вашата помош еден проект за занаетчиите. Ајде малце да збориме за вашите проекти и ме интересира колку занаетчии брои оваа комора. Занаетчиска комора Скопје постои веќе 90 години, значи со традиција ги поддржува занаетчиите на територија на град Скопје и навистина ни е драго што еден медиум реализира ваков успешен проект и што ги поддржи занаетчиите од старата скопска чаршија. Инаку комората брои 2900 активни членови и тоа од повеќе сектори на занаетчиски дејности од областа на занаетчиско производство, занаетчиски услуги и домашно уметничко ракотворење. Станува збор за 2900 активни бизниси на територија на град Скопје, од по која што има и вработени лица, семени бизниси, значи екзистираат цели семејства и фамилии од занаетчискиот сектор. Така, значи зборавме претходно за традициите од колено на колено. Да. Дали веќе тоа продолжува или помалце изгаснува? Искрено се радуваме на секој пренос кога ќе дојде наш член занаетчија, заминува во пензија, го пренесува бизнисот на својот внук, син, ќерка или потесно семејство, затоа што веќе станува реткост. За жал, реалноста е таа, ние мораме да се соочиме со реалната ситуација и да наоѓаме решенија како да ги задржиме одредени занаети кои што навистина ни се неопходни. Значи, преносот на дејност станува реткост во делот на традиционалните бизниси, затоа што дел од нив младите веќе одат бираат други дејности за работа, а дел пак се решаваат да остануваат во занаетот, затоа што тука гледаат еден вид на екзистенција. Состојбата во делот на старите занаети е таква, меѓутоа можам да кажам и да се пофалам со податок дека се променија работите во делот на уписите во средните стручни училишта. Оваа година е за пофалба податокот дека голем дел од основците избраа да се запишат во средните стручни училишта, а не во гимназиските паралелки. Значи тоа беше јавно објавено од страна на Министерството за образование. Значи стручното образование го враќа оној свој стар сјај што го имаше пред околу 30 на години и се надевам дека ќе одиме уште понапред со овие успеси во делот на процент на запишани деца во средните стручни училишта, односно деца кои што избрале занает за своја идна професија. И за тие што не знаат, вие имате да речеме еден магазин или еден вид на публикација на Занаетчиската комора, каде што нели ги промовирате или ги известувате луѓето за вашите проекти. Да, за активности кои што комората ги работи, така. да. Значи, весникот занаетчија го издаваме и го доставуваме до сите наши членки по електронски пат. Имаме информативен систем за информирање на занаетчиите преку мејл, како и преку SMS пораки за важни работи кои што треба да ги проследиме кога станува збор за субвенционирање преку програми кои што се на страна на државата, во делот на мерките за поддршка преку Агенција за вработување оперативниот план, сето тоа се праќа преку информативните системи на комората. Имаме официјални социјални медиуми преку кои ги информираме и значи комуницираме лице в лице, тоа значи дека имаме пулт отворен кој што работи секој ден, цело работно време 8 часа и ги примаме занаетчиите за сите интервенции, помош што им треба во делот на документација, правни совети, регистрации, промени и слично. Значи комората е на услуга на занаетчиите, затоа и постоиме да им помогнеме во делот на законска регулатива, советување, реализираме обуки за ментори, ги подготвуваме работодавачите да примаат ученици на пракса, да формираат кадар согласно своји потреби, реализираме мајсторски испити, можеме да се пофалиме во сабота ни почнува мајсторскиот испит за фризер и козметичар, обуките за работодавачи кои што сакаат да се стекнат со 5 ниво во националната рамка на квалификација. Значи мајсторскиот испит ни е на ниво на постредно образование и се стекнуваат со кредити согласно програмата која што реализираат, така да сите занаетчи имаат отворена врата во домот на занаетчи за сите своји потреби кои што им се потребни во вршење на дејност. Така, исто така и средните школи имаат веќе испити, како што ми рековте и самата, припремните испити. Да, во делот на средните училишта наши работодавачи учествуваат во комисиите во завршните испити и веќе имаат влијание во оценката на ученикот во делот на практични знаења и вештини на завршен испит во 3-годишните паралелки, така да мајсторите кои ги поминуваат овие обуки веќе имаат влијание во
самото средно стручно образование, затоа што во делот на новите измени во дуалниот систем на образование, голем дел од практичната настава се реализира само кај работодавач. Значи, ние мораме системот да го менуваме затоа што вештините и компетенциите што треба децата да ги научат во средните стручни училишта се повеќе од неопходни. На крајот од денот тој треба да работи во таа работилница и да знае како со рака да направи производ, услуга да пружи спремат клиенти и слично. Дефицитот на работна сила е огромен во занаетчискиот сектор и согласно сите потреби со кои што се соочуваат занаетчиите, мораме да го менуваме самиот систем, дали во делот на образование, регулативи и слично, затоа што голем дел на бизниси очигледно и како проценти и анализи во регистарот се затвараат заради дефицит и недостиг на кадар. Значи се бришат подружници, ако пекарот на пример имал 4 или 3-4 подружници, веќе ги брише затоа што нема доволен број работници да ги обслужи сите клиенти и да му работат во сите простори. Значи огромен е дефицитот во работна сила. Да се навратиме на старата Скопска чаршија и тоа што ние го снимавме како еден серијал. Ме интересира според вас како е ситуацијата во старата Скопска чаршија? Од наше гледање, нели, од страна на Занаетчиската комора Скопје, за жал многу голем број дуќани од делот на занаетчискиот сектор згаснаа во чаршијата и нема голем број на занаетчи во чаршијата. Тие се сконцентрирани низ цела територија на град Скопје и 10 општини, што се во склоп на град Скопје, така да се надевам дека вакви серијали, ова вашиот медиум што го направи и сите напори што ги правиме ние како комора и други институции, ќе го вратиме сејот на чаршијата во делот на занетите. Значи во чаршијата имаме златари, последниот ковач што беше снимен исто од ваша страна, последниот часовничар Горан Домазетов, тоа се наши членови занаетчи, меѓутоа сметаме дека се поголем број занаетчиски дуќани треба да никнуваат во чаршијата и да биде препознатлив дел на занаетот во градот и треба да се променат работите тука. Голем дел сега што фигурираат се претежно трговски објекти и слично, така да мислам дека треба и во тој дел да се смени на насоката во делот на, нели, како ја гледаме чаршијата во иднина. Што би им порачале на тие што сакаат да се бават со занает или не знам, да бидат дел од оваа занаетчиска комора? Би им порачале да ги охрабриме, ние секогаш ги охрабруваме доколку имаат идеја, цел во делот на регистрација на бизнис, секако за делот бизнисите согласно нашиот правилник треба соодветно образование. Значи постојат процедури на преквалификација и доквалификација, комората веќе има верифицирани програми за 15 занимања. Значи им стоиме на располагање, толку сметаат дека треба да се преквалификуваат за одреден занает и тоа обуки согласно Законот за образование на возрастни преку Центарот за образование на возрастни верифицирани. Значи стоиме на располагање во делот на обуки, преквалификација, подршка за регистрација на бизнис, затоа што имаме регистар, едношалтерски систем, за нечиите кај нас поднесуваат барање, ние целата постапка ја завршуваме од почеток до крај тука на еден шалтер, значи не одат по институции, целата услуга ја добиваат на едно место. Само можеме да ги охрабриме доколку сакаат да се пробаат во занаетот, да влезат дали како вработено или само вработено лице, важно да се вклучат во занаетчискиот сектор затоа што таму е еднината. Дефинитивно цената на занаетчискиот производ и услуга ќе растат се повеќе со оглед на самото движење на промените на пазарите, потребата, поверувачката и слично. Така, ви благодарам многу, господја Анета, што одвоивте време за да зборуваме на оваа тема и ви посакувам многу среќа и понатаму и се надевам дека листата ќе расте и традицијата ќе продолжи. Се надевам и јас ви благодарам и ви стоиме на располагање во секој. Фала.